Министерката за одбрана и заменик претседател на владата Радмила Шекеринска викендов беше во посета на општината Маврово Ростуше, каде што направи обиколка на неколку инфраструктурни проекти реализирани изминатиот период. Во една релативно мала општина со скромни финансиски капацитети да видите реновирана фасада на училиште, да видите реновирање на болница и да видите сосема нова општинска зграда, изградена по најсовремени стандарди, навистина е реткост. Ги посетивме и неколкуте патни правци кои што се целосно реконструирани или се реконструираат и можам да кажам дека општината Маврово Ростуше навистина во изминативе нецели 3 години направи мало чудо, заради тоа што успеа и локални средства, но и владини и странски средства да ги стави во функција на локалниот развој. Шекеринска нагласи дека наследиле држава во која парите на граѓаните се трошеле на музеи, барокни фасади и споменици, а болниците, општинските објекти и училиштата биле руинирани. Оваа политика ја сменивме од корен и во изминативе 3 години успеавме да вложиме 1 милиарда евра во патна инфраструктура. Нашиот план е во следните 4 години таа бројка да ја дуплираме и да вложиме таму каде што е најпотребно цели 2 милиарди евра. Вонредната состојба и кризата поврзана со коронавирусот не дозволи, сепак не дозволивме да влијае на темпото на капитални инвестиции. Дури и во најтешкиот момент, дури и во период на вонредна состојба и криза, како што гледате, продолжија капиталните инвестиции. Од Ростуше министерката за одбрана и вице-премиер потенцираше дека за да се развива успешен туризам, мора да се инвестира во инфраструктурата и дека токму местата и пределите како што е Реканскиот крај се тие во кои државата треба најмногу да вложува.